Ке се пробие подземната сообраќајница под Лимака, улицата Даме Груевке стане булевар. Проекти со кои ќе се направи пресврт во централното градско подрачје, ветува Орце Ѓорѓиевски во трката за прв човек на Скопје. Кандидатот на ВМРО ДПМН има предлози за повеќе паркинг места на овој потек. Таа ќе има 6 ленти, 4 за двосмерен сообраќај за автомобили, 2 за автобуси и дополнителни тротоари за пешаци. Новиот кружен тек кај Нова Македонија и двата кружни тека кај булеварот Кочо Рацин и улица Железничка, кај што се наоѓаме во моментов, ќе донесат побезбеден проток и паметни сообраќајни решенија според европските стандарди. Шукова од СДСМ пак со идеја за младински центри за полесен пристап на младите до компаниите и до обуки, но и ваучери за млади и за социјални категории скопјани. Во нив би се одржувале обуки и тестирања за насочување на младите за правилен избор на средно и високо образование, а би соработувале и со Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, Фондот за иновации и технолошки развој. Овие центри ќе овозможуваат и скромна финансиска поддршка на бизнис плановите на нивните посетители, но и ќе служат како врска меѓу младите инвеститорите за олеснување на патот кон успеси во бизнисот. Мециновиќ од Левица советувања за почисто Скопје. Уверен е дека тој влегува во вториот круг за градоначелник на метрополата. Наместо изворите на загаѓувањето и го посочува прстот кон сиромашните како тие да се криви, наместо да ги третира изворите, затоа нашата борба би била на повеќе фронтови. Пред се треба да се чистат улиците, а редовно да се воведе автоматски систем на чистење на булеварите. Понатаму инспекцијските служби во град Скопје треба да се окрупнат затоа што нема доволно инспектори и тие работат во субоптимални материјални услови, треба да се обезбедат работни услови за нив, да се набават дронови за да можат ефикасно на терен да ја обавуваат својата работа. Справување со урбаниот хаос и проект за објектот кај главната пошта, ветува Александар Трајановски од коалицијата Искуство за успех. Една од најмаркантните градби во овој град скапува и оставена на времето на Забот. За овој објект предвидуваме целосно превземање од страна на градот Скопје, каде што ќе биде лоцирана главната градска инспекција, како и градскиот урбан планинг центар, каде што сите урбанистички планови, деталните урбанистички планови и секако генералниот урбанистички план ќе биде изложен и во физичка форма, во материјална преку макета. Уште 10 други кандидати ќе се најдат на гласачкото ливче, што ќе го добијат скопјани на 19 октомври. Катерина Нешкова, Сител телевизија.